Здраво живо, јас сум Димче и добро дојдовте во уште едно мое видео. Ова што го гледате зад мене се карпи кои што се наоѓаат на патот Велес Богомила. Често поминувам од тука, но никогаш не сум застанал да ги истражам. Прво мислев дека се дел од некоја индустрија, можеби од пред 50-тина, 60-тина години. Но кога застанав, видов дека карпите си на многу големи височини, обработувани, така да мислам дека ако е ова со булдожер, како што мислев на почетокот, мислам дека горе булдожер не може да се качи, видите колку е високо. И целата оваа област, гледате, е како со рецки на карпите. Многу интересно место. Едноставно застанав да ви го снимам, па вие сите заедно да ми кажете зашто се работи, доколку некој знае, доколку некој има некоја теорија, нека ми објасни. Затоа што местото очигледно изгледа како да е механички обработувано. Ако е од овој век, тогаш окей, меѓутоа ако е ова старо, ќе ми отвори многу прашања. Односно, невозможно е нешто пред 200-300 години да имало механизација. Но доколку е многу старо, ќе представува еден вид на чудо, затоа што очигледно се работи за механичка обработка на камења. Ајде сега ќе ве прошетам низ целиот локалитет да видите и на колкави височини ги има овие обработки на камења или овие прави линии, кои што се протегаат низ целиот овој локалитет, кој е долг можеби 100 метра, а се наоѓа покрај самиот пат на Велес Богомила. Многу чудно место, не знам што се случило тука, меѓутоа, ајде заедно ќе пробаме да ги најдеме одговорите. Ајде сега да одам да ви го покажам местото одблиску, да видите и вие точно за што станува збор и да ја разгонетнеме и оваа мистерија, ако воопшто има мистерија. Па ајде да ве прошетам низ целото место. Уште на самиот старт ги гледате овие линии по карпите. Значи, неверојатно. Многу личи ова на индустријска обработка. Не може ова природата да го направи. Сега, тука јас си поставувам многу прашања. Дали овие линии се нови, направени од нашето индустријско време, или се направени од дамнешната историја, односно од тие изгубени цивилизации за кои што често наоѓам докази. Тоа се некои претходни цивилизации кои што ние едноставно не ги учиме, односно така наречените предпотопни цивилизации. Јас лично за ова место не знам ништо, ама буквално ништо. Истражував, прашував луѓе, меѓутоа тие кажуваат, па тоа си стои таму покрај патот од секогаш. И знаете како луѓето не приметуваат, нешто нив им е тоа нормално, меѓутоа мене овие линии, значи прави, точно раздалечени една од друга, не ми изгледаат на природни дефинитивно. Тоа 100% сум сигурен дека ова не е природно. Единствена ствар што можев да заклучам од посетата и истрагата на ова место е дека овие линии не се природни. Нема аргумент кој што може да му убеди дека ова е природно. Тоа е дефинитивно, како и на многу други места што сум ги посетил. Гледате, овие линии се горе на некои 30 метра височина, што се отврла фактот дека се направени од некој булдожер. Мислев дека ова е прво со некој булдожер, некој риел по карпите, меѓутоа ова што ви го зумирав е многу високо и многу недостапно. Таму булдожер не може да допре. Затоа што се работи за високи карпи, не знам колку може да видите на видеото. Меѓутоа, горните карпи што ви ги зумирав се можеби 30 метра височина и пред нив има други карпи, така да не знам како би можел булдожер да се качи горе и да го изрие овој ѕид. Овие карпи невозможно. Доле би можело нешто
да се работи, па некој булдожер да прави некој линии, меѓутоа горе нема шанси. Што ми го прави местото уште почудно. Од моето прво размислување дека овие се траги од булдожер, во понатамошното истражување заклучив дека нема шанси да е тоа. Значи го отфрламе тоа, заклучуваме дека е индустријска обработка, меѓутоа кога и зошто појма немам. Ете на овој камен што е исправен, оваа карпа најубаво може да се видат линиите. Ова било сигурно паднато, некој го исправил. Не знам зошто, или може би задниот дел се одронил, не знам, меѓутоа ете го, многу убаво може да го видите. А еве го и целиот локалитет. Еве, ќе ви ги зумирам малку линиите, не знам, пак ќе кажам колку може да се види на камера. Кога си таму, многу поубаво се гледаат, меѓутоа ете може да видите и на камера. Ако забележувате, се работи и за некои брановидни форми. Првиот дел е како брановиден, вториот е многу рамен. Ова е дефинитивно сечено. Меѓутоа кога и каде не знам. Меѓутоа ете ќе пробаме заедно да најдеме одговори. Јас ево го поставувам видеото тука, ги кажав моите размислувања. Заклучокот е дека дефинитивно ова не е природно. За понатаму оставаме вие да кажете доколку имате некои идеи или некои информации и заедно да дојдеме до заклучок за ова место. Како и многу други места, многу е тешко да се дојде до заклучок без релевантни информации и без познавање на самото место. Меѓутоа, како и да е, изгледа многу интересно ова место и заслужува да биде на YouTube каналот Сонцеговор. Ете така, ве прошетав низ местото, очигледно се работи за механичка обработка за камења, тоа е сигурно, а во кое време е работено, не знам. Меѓутоа, во секој случај многу интересен локалитет и доколку е стар, би представувало едно големо чудо. Толку од ова видео, се надевам дека беше интересно и се надевам дека ќе ја разгонетнеме мистеријата, доколку воопшто има мистерија, ако не, ете уживавме малку во карпите. Ви благодарам што гледавте и ова видео, да ме потсетам да се претплатите, ставете еден лайк, споделете го видеото, доколку сте во можност да станете членови, тогаш уште подобро, но како и да е, ви благодарам што гледате, што ме поддржувате. Јас тука го завршувам ова видео пред овој дел од камен, кој што очигледно е механички обработен. Кога и како, не знам, меѓутоа каменот си стои тука. Ете го, ви благодарам, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.